30-дневен притвор му определи Скопскиот кривичен суд на 76-годишниот косовски државјанин за сообраќајната несреќа што се случи на Скопската обиколница, во која животот го загубија 4 лица. Мерката е определена поради опасност од бегство и можност за повторување на кривичното дело. Како што информираа синоќа од Скопското обвинителство, отворена истрага за случајот. Тој е осомничен за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот. Управувал товарно возило МАН со прикачена полуприколка со косовски регистарски таблички. Се движел по северната обиколница на град Скопје во насока од запад кон исток, а при тоа не се придржувал кон прописите и со тоа го загрозил јавниот сообраќај и го довел во опасност животот на луѓето. Кога дошол во близина на Клучката Мирковци, брзината на движење на возилото не ја приспособил спрема својствата и состојбата на патот, густината на сообраќајот и другите сообраќајни услови, така што да може навремено да го запре возилото пред секоја пречка што под дадени услови можел да ја предвиди. Во еден момент изгубил контрола над возилото и свртел во лево, па удрил и ја пробил металната одбојна ограда и продолжил со движење, преминувајќи на коловозот од автопатот наменет за движење на возилата од спротивна насока, каде во него со предната страна удрил автомобил БМВ кој се движел во насока од исток кон запад, велат од обвинителството. Оваа трагедија повторно ги отвори прашањата за безбедноста на сообраќајот на македонските патишта. Обвинителската истрага и сообраќајните вештачења ќе треба да одговорат на дилемите во јавност поврзани со сообраќајната инфраструктура. Сообраќајниот инженер Дејан Трпевски очекува токму заштитната ограда да биде предмет на анализа на истражните органи. Мислам дека истражните органи ќе обрнат доволно внимание на тоа како е конструирана заштитната еластична ограда, дали е изведена согласно проектната документација која што била се. Јас не можам да кажам дали е таа добра или не е добра, затоа што такви информации немаме. Меѓутоа истражните органи ќе се обрнат внимание на таа работа и ќе може да се дојде до заклучок дали била изведена согласно проектната документација или нешто не било изведено согласно проектната документација. Ако била изведена согласно проектната документација, тоа е тоа, значи едноставно немало да може да го сопре ваквото преминување, односно оштетување од страна на камионот. Тоа што треба да се види зошто тоа не го направило оградата, дали масата на возилото кореспондира со таа што требало да биде, дали имаме претовар, дали имаме поголема брзина, затоа што тоа возило товарено не сме да пречекори брзина од 80 км/ч. Возраста на возачот на камионот е уште едно прашање кое предизвика внимание во јавност, но и отвара дилеми околу издавањето на возачките дозволи. Горна граница за професионалните возачи на камиони кај нас нема, освен обврската за почесто продолжување на возачката дозвола. По трагедијата министерот за внатрешни Панче Тошковски најави на надградба на SafeSeat и дополнителна имплементација на системот на сообраќајниците. Во сообраќајката животите ги загубија оперскиот баритон Ристе Велков, неговиот 20-годишен син Адам и другарите Марко Ѓорѓиевски и Петар Миланов. Скопската гимназија Никола Карев, во која матурирале во 2024 година, со објава на социјалните мрежи се прости со момчињата.